Противпожарните патроли лани влијаеа за намалена појава на пожари. Совети и апели до местното население за мерките кои треба да ги презема, но и за штетите од пожарите и предвидените казни. Превентивно-едукативните активности на противпожарните патроли минатата година, во чиј состав имаше представници од земјоделскиот инспекторат, на полициската станица, на противпожарната единица и други локални служби, дадоа резултати над очекувањата. Лани освен што имаше намален број на пожари, од широки размери и штетите на огнени стихи беа значително помали. Превентивните активности се спроведуваа на стартот на така наречената бела жетва на житата и меѓу другото имаа за цел да влијаат земјоделците да не ги палат страништата, како еден од најчестите причини за пожари со големи размери. Патем, доколку се забележи палење оган на отворено, инспекцијските служби ќе поднесуваат прекршочни пријави, според која е предвидена глоба од 300 до 1000 евра. Од досегашните патроли веќе се откриени неколку потпалувачи на страништа, на коим се поднесени соодветни пријави. Тоа самото по себе е опомена земјоделците и целокупното население во овој период да не палат оган на отворено, бидејќи бујната вегетација веќе е во фаза на сушење и е лесно запаллива. Инаку, од подрачната единица на земјоделие, шумарство и водостопанство, вела дека тревните површини и шумите најчесто се палат намерно, заради нова вегетација на напасување на добитокот и заради обезбедување на сеча на изгорените површини. Годинава во споредба со истиот период лани е регистриран зголемен број пожари, или вкупно 123 пожари, што е за 40 на пожари повеќе во споредба со истиот период лани. Од нив 39 пожари се на отворен простор. Иако годинава се намалени пожарите во Ридско-планинскиот терен, сепак во 2 пожари е уништена борова и давова шума на површина од 40 хектари. Во Чешинова облешевост се констатирани околу 60 пожари, а во општина Зрновци само 10. Инаку, Кочанската ТППЕ, заедно со полициската станица Кочани и Министерството за земјоделство, подрачна единица од Кочани, деновиве се активни на терен и остваруваат средби со жителите на местните заедници во Полскиот и Ридски планински дел на регионот, каде што разговараат за последиците од пожарите и штетите кои што се предизвикуваат.